Добар ден, почитувани гледачи, од мене Слаген Ивковиќ. Време е за спортски содржини од тука, од градскиот плоштад Македонија во центарот на Скопје. Следуваат некои половина час, некаде до 16 часот, како што кажав, спортски содржини. Прво ќе ви ја најавам онаа мисија која вчера успешно ја реализиравме, откако неодамна Еден ТВ стана единствен телевизиски медиумски партнер со фудбалскиот камп на Реал Мадрид, кој веќе во јануари од 14 до 18 по втор пат ќе се одржи во Македонија, поточно во Охрид. Еден ТВ се вложи за овој фудбалски камп како медиумски партнер да додели еден бесплатен ваучер за учество на овој фудбалски камп. Се одлучивме тоа да припадне во рацете на едно момче кое доаѓа од социјално загрозено семејство, кое веќе активно се бави или тренира фудбал неколку години, но поради финансиски проблеми не е во можност да учествува на овој фудбалски камп, а така Еден ТВ се одлучи овој бесплатен ваучер да замине токму во рацете на Драгиша Димитриевски од Илинден. Но најпрво, пред да дојде и тука и официјално да му го доделам овој ваучер, предлагам да ја слушнеме историјата всушност за Драгиша, кој е, каде е, колку време се бави со фудбалот, што посакувате за оваа 2019 година, која се надевам Еден ТВ е стартната точка, нели, до реализација на неговите фудбалски сонови. Предлагам да ја видиме историјата, потоа да се вратиме тука во живо заедно со Драгиша, но и организаторот или главниот лиценциран партнер на фудбалскиот клуб, на фудбалскиот камп Реал Мадрид, Владко Тодев. Предлагам да ја видиме историјата, потоа се враќаме во живо повторно од градскиот плоштад во Скопје. Добар ден, почитувани. Време е за реализација на она што неколку денови веќе наназад Еден ТВ го најавуваше, откако и официјално стана единствен телевизиски медиумски партнер на фудбалскиот камп Реал Мадрид, кој всушност од 14 до 18 јануари 5 дена ќе се одржи во Охрид нареднава 2019 година. Еден ТВ за овој фудбалски камп најави дека ќе додели еден бесплатен ваучер. Се одлучивме тоа да замине во рацете на едно момче од социјално загрозено семејство во населено место Мралино од Илинден. Момче кое веќе активно игра фудбал неколку години, тренира во фудбалската школа Грозановски во Илинден и верува дека еден ден сонот ќе му се оствари да допре до оние фудбалски височини, до некој фудбалски клуб кој е негов омилен, а доаѓа токму од шпанската лига Реал Мадрид. Веруваме дека овој фудбалски камп ќе биде стартната точка на Драгиша до реализација на неговиот сон. Токму Драгиша и неговото семејство, мајката Зорица и сестрата Сузана, веќе не очекуваат со нетрпение и веруваме дека откако ќе влеземе ќе ги слушнеме, нели, нивните први впечатоци за тоа што ќе добие Драгиша, за тоа што го очекува, така да не губиме многу време, да влеземе внатре и да ги слушнеме импресиите. Се наоѓаме во домот на Димитриевски, во домот на малиот Драгиша, момчето добитник на бесплатниот ваучер од Еден ТВ за учество на фудбалскиот камп Реал Мадрид. Драгиша, Реал Мадрид е и твој омилен клуб. Кажи ми, која беше твојата реакција кога слушна, кога ти кажа вујкот ти дека ќе учествуваш на еден фудбалски камп на Реал Мадрид? Која беше таа твоја реакција кога слушна дека ќе бидеш дел од таа една фудбалска школа голема на Реал Мадрид? Супер. Супер се осеќав. Дали тоа е твојот сон да бидеш дел од Реал Мадрид? Да. Колку време играш, Драгиша, фудбал? Играв 3 години. И уште играш фудбал, така? Да, уште. Зошто не играш кошарка, си се одлучил за фудбал, кажи? Фудбал е мојот сон. Кога ќе пораснем, кога ќе бидам голем, сакам да бидам фудбалер. Кој е твој омилен идол, кој ти е фаворит во фудбал? Кого најмногу сакаш и кога го гледаш како игра, сакаш да видиш како него? Лука Модрич од Реал Мадрид.
Дали замислуваш како ќе биде сега на овој камп на Реал Мадрид? Може ли да предпоставиш во твоето мозоче што се случува кога дозна дека ќе бидеш дел од ова? Како го замислуваш овој фудбалски камп, кажи? Па го замислував како со другарчиња, како ќе играме фудбал, како ќе тренираме, како ќе не гледат луѓе. Еден твој ден опиши ни кога стануваш наутро, се до навечер, опиши ни го како си го поминуваш така еден твој ден. Па кога ќе станем, ќе се спремам за школа, ќе идем во школа. Во школата играте фудбал на Да. одморите? Па понекогаш после школа ќе се спремам за тренинг, идем на тренинг, си вежбам. Па после ќе ми кажат другарчињата се спремам да ќе се договориме да искочиме навечер, да играме фудбал. Как фудбал? Значи цел Да. фудбал? Па да. Ќе ме викнат, ќе играме мралино против Кадино, ќе се договориме и ќе си играме. Така, кој победува секогаш? Кој е подобар? Па Твојата екипа? па мојата екипа. Секогаш победувате? Па не баш. Понекогаш они, понекогаш ми. Ова е Зорица, мајката на Драгиша. Да. Сакам да ја прашам Зорица како се чувствувавте или која беше реакцијата кога ви соопштивме дека Драгиша ќе биде дел од еден фудбалски камп на еден голем Реал Мадрид? Сепак се чувствав многу возбудено и среќно од другата страна, сепак дека он имал желба од мало за фудбал да игра и се што посака, тука сум за желби негови да постигне. Значи, сепак со финанси не сум толку, но сепак желбата негова колку можем ќе направам за да постигнем многу добро за фудбалот. Што очекуваш од Драгиша да се промени после ова? Па многу очекувам, се збогати со знаење, други пори да научи, значи со фудбалот. Зорица, ви благодарам уште еднаш за тоа што не примивте во вашиот дом. Се надевам дека желбата и на Драгиша и на вас како мајка ви ја исполнивме сега за новата 2019. Да, фала многу, благодарам што дојдовте од вашава страна, што ви текна на самохрани сепак родители со децава. Гледаме Драгиша во Охрид од 14 до 18 јануари. Благодарам многу. Благодарам. Еден ТВ ја заврши мисијата која од претходно веќе ја најавувавме, го доделивме и бесплатниот ваучер за фудбалскиот камп на Реал Мадрид втор Македонија во веќе во 2019 од 14 до 18 јануари во Охрид. Му доделивме бесплатен ваучер на Драгиша Димитриевски од Илинден. Се надеваме и желбата за новата 2019 му ја исполнивме. Еден ТВ не застанува тука бидејќи фудбалскиот камп на Реал Мадрид овој јануари ќе биде првиот, но до крајот на годината ќе има уште неколку, а Еден ТВ како медиумски партнер ќе биде секогаш со овој фудбалски камп во текот на годината и понатаму. Ако сега доделивме еден, за наредните се надевам дека бројката ќе биде многу поголема. Од мене пријатно, се гледаме на фудбалскиот камп Реал Мадрид во Охрид од 14 јануари до 18 јануари. Почитувани, добродојавте назад, од тука во плоштад Македонија во центарот на Скопје. Тука со мене се токму за оние кои сега се вклучуваат. Пред малку ја проследија историјата за ова фудбалско момче кој доаѓа од Илинден и ќе биде учесник на фудбалскиот камп Реал Мадрид. Еден ТВ како официјален единствен медиумски телевизиски партнер на овој фудбалски камп одлучи да додели еден бесплатен ваучер, па токму овој бесплатен ваучер ќе заврши во рацете на Драгиша Димитриевски од Илинден. Драгиша, како си? Добар? Добар. Вака ќе збориме на микрофонот, бидејќи ова е за тебе. Тука ќе се слушнеш, нели, што сакаш. Најпрво, која е твојата желба за 2019-та, бидејќи сме
пред самиот крај на ова, нели, 2018. Која е твојата главна желба што сакаш да ти се исполни во 2019? Па јас сакам да ми се исполни желбата, кога ќе пораснем сакам да бидем фудбалер, да играм фудбал, да се тренирам. Дали твој омилен клуб е Реал Мадрид? Да, Кој играч најмногу го сакаш или кој е твој идол? Лука Модрич во Реал Мадрид. Така, покрај Лука Модрич, зошто Лука Модрич? Зошто некој не е од одбраната или од нападот? Па Лука Модрич го пратим како игра, како се движи. Јас сакам кога ќе пораснем да бидем како него исто. Браво, се надеваме дека еве еден ТВ со овој ваучер со учество на фудбалскиот камп на Реал Мадрид ќе биде онаа твоја почетна стартна точка кон реализација на овој твој сон. Покрај Драгиша, почитувани гледачи, тука и главниот виновник за реализација на овој фудбалски камп на Реал Мадрид, единствениот лиценциран партнер на фондацијата Реал Мадрид, Владко Тодев. Владко, добар ден и добре дојде овде од отвореното студио на Еден ТВ. Добар ден, благодарам на поканата и многу ми е драго што денеска сум ваш гостин. И што ќе доделиме овој ваучер на Драгиша Димитриевски. Така, кога одлучивме, нели, да припадне во рацете на едно момче од социјално, нели, загрозено семејство, која беше вашата реакција? Нема подобро чувство да се додели токму вако ваучер на детенце кое не е во можност, а има многу голема желба да учествува на ваков реномиран камп. Така, што е кампот на Реал Мадрид фондација. Тоа успеавме и од вчера, нели, во приказната историјата за Драгиша да го констатираме, огромна желба за фудбалот, фаворите и омилен клуб му е Реал Мадрид. Кажете ми како течат подготовките, до кога може, нели, се да се аплицира за оние кои прв пат можеби не гледаат и сега се информираат за овој фудбалски втор камп на Реал Мадрид во Македонија. До кога трае аплицирањето, кој се може да учествува? Значи подготовките течат супер. Веќе сме при крај со пополнување на бројката. Мислам дека има околу 15 празни места, додека не се пополни бројката, ќе може слободно сите заинтересирани да аплицираат. Има ограничување до 80 дечиња. Така, од искуството од првиот камп може ли да споделиме некои импресии како поминавте тогаш, кој се не задоволи, кој беше се присутен од она фудбалска школа на Реал Мадрид, бидејќи најавивме и стратези и фудбалски стручњаци, тренери ќе бидат присутни на овој фудбалски камп. Кој се беше на првиот камп? На првиот камп само беа лиценцирани тренери на фондацијата на Реал Мадрид, но за виднина дека заврши овој наредниот камп што ќе се одржи во јануари од 14 до 18 во Охрид, ќе излеземе пред јавноста, ќе соопштиме многу големи изненадувања за 2019 година. Кажете ми, секој дете со какво искуство, со што се ќе се стекне, нели, од овој фудбалски камп кога ќе заврши, со што може да се пофалиме, еве дечињата кои успешно го реализираа, нели, овој фудбалски камп, со што ќе бидат збогатени, нели, на фудбалски план? Што се може да научат од овој фудбалски камп? Освен тренерскиот дел што ќе имаат по 2 тренинга на ден, ќе биде присутна едукацијата која за Реал Мадрид е многу битна во развојот на секој фудбалер, едукација на вредностите на Реал Мадрид, како што се иницијатива, респект, самоконтрола и тимска и напорна работа. Ќе имаат они по 2 часа дневно предавање токму на таа тема и пред се за нас како лиценциран партнер е на крајот кампот децата да ги видиме насмеани и среќни што се дел од кампус експириенс. Така, тренинзи веројатно, дали секој дете е безбедно, тоа е главното, нели, на родителите што треба, нели, што значи да организираш ваков пресечен камп на Реал Мадрид фондација мора да исполниме некои услови. Сето тоа ние го имаме веќе исполнето и со поддршка од нашите партнери кои се медицински осигурителни компании што се вклучени во овој проект, ќе се грижат за здравјето и на дечињата учесници. Значи ќе има медицински лица, ќе бидат дечињата осигурани, имам исто и монитори кои ќе бидат задолжени за дечињата, за слободните активности да се пополни токму на цел ден да биде исполнет на дечињата. Како што кажав и на крајот кампот да бидат пресреќни и задоволни што се дел од кампот на Реал Мадрид фондација. Тренинзи на превари ќе имаат меѓу себе? Има, да, све ќе има, све е вклучено. Ќе имаат 10 тренинзи, 10 часа едукација, ќе имаат слободни активности, игри измеѓу нив, се на се верувам и знам дека ќе биде супер камп. Претходно кога се видовме, нели, кога всушност се склучувавме оваа соработка, најавивме пристигнување на фудбалска звезда Мориентес. Докаде сме
до реализација на истата. Како што кажав на почеток на разговорот, тоа ќе го ставиме веднаш после кампот. Нема да ќе бидеме откриваме за сега. ваши гости и ќе излеземе во јавноста со цел нов проект за 2019 година. Се надевам дека ќе има голема звезда на просторите во Република Македонија. Така. Сега да го прашаме уште нешто Драгиша. Драгиша, кажи ми ти што очекуваш од овој фудбалски камп? Па очекувам да играм со утакмица, да играм фудбал, Да се запознаеш да се запознам со другарчиња, искуство да имам. Потоа ќе го пренесеш истото во твојата фудбалска школа или на твоите соиграчи? Па да. Сега моментално тренирате уште или Па не. имате пауза, зимска пауза? Имаме зимска пауза малку. Ќе почнеме уште малку, па ќе почнеме. И од школа и од врските во школа нели сте на пауза, токму ќе ти биде одлично нели времето да си го искористиш во охрид на овој 5-дневен фудбалски камп на Реал Мадрид. А сега Владко може вие да му го доделите овој ваучер на Драгиша, а потоа јас имам нешто исто така да му доделам. Повели Драгиша, дека ти се среќи учеството на кампот на Реал Мадрид фондација во Охрид. Така. Така и јас би сакал во името на 1 ТВ за 2019, нели, да ве почастиме исто покрај ваучерот и со едно новогодишно пакетче и да ви посакам нели успешна реализација на твојот сон, на твојот фудбалски сон и еден ден нели да се најде Драгиша и во редовите на Реал Мадрид, зашто да не. Благодарам. Така. Почитувани гледачи, тоа беше првата содржина, спортска содржина од ова отворена програма или отворено студио од градскиот плоштад во Скопје. По кратката пауза веднаш се враќаме и со уште една интересна исто така спортска содржина. Ќе биде тука присутен најуспешниот спортист избран годинава за 2018 од страна на Агенцијата за млади и спорт, каратистот Емил Павлов е веќе тука и со нетрпение очекува своите импресии за успешната 2018 и се што замисли, се што сака да го реализира во 2019 е тука да го пренесе со вас, со неговата нели, со неговите омилени сите оние поддржувачи на каратето и сите оние кои навиваат за Емил Павлов. По кратката пауза се враќаме и со Павлов директно тука. Новогодишно интервју со првиот човек на македонската влада Зоран Заев. Отворено и непосредно за сите потези, очекувања, резултати, но пред се кој е Заев приватно, кои се неговите предности и слабости. Колку човек се менува кога ја има премиерската функција, како се носат тешките одлуки и дали Заев успева да го врати животот во Македонија. Понеделник, 31 декември, 19 часот. Кога годината си заминува, љубовта се споделува во најголеми количини. Ние со вас ќе споделиме една убава приказна со многу звезди и ексклузивни гости. Нек затворај очите, без нив јас не знам. Ал нешто још треба да знаш. Он те воли душе, а ја те волим више. Ве покануваме да не гледате и во најголемо расположение да ја дочекаме новата 2019 година. Нема, она никога. Трубачи! Веднаш по централниот дневник на 1 ТВ. Додека новогодишните бои блескаат насекаде околу нас, божиќната музика одзвонува и го најавува најубавиот период во годината. It's the most wonderful time of the year.
Еден ТВ ви ја представува празничната филмска програма. Филмови кои пленат со магијата што ја носат и со својата топлина, која ќе ве задржи пред малите екрани. Овие волшебни приказни ќе ве направат среќни.